Сакаш? Еве сме во живо, новиот оброк на денот, денеска заедно со Марина и со незиното прекрасно синче Олег. Еве го Олег, ќе го снимат ли нашите колеги? Здраво, Кажи Олег. здраво, мама. Ќе кажеш здраво? Ќе го поздравиш тато, не знам дали не гледа во моментов, и целата ваша фамилија. Марина, оние кои што ја пратат по социјалните мрежи, знаат дека еден од најголемите дегустатори на сите твои рецепти, поготово на оваа особено пита. на оваа пита, е всушност Олег. Убава беше питата вчера, мама? Да? Колку беше убава? Многу беше убава. Добро. Ајде сега ќе не гледаш ти од зад камери, многу ни е кеф вака што ни направи кратко време друштво. Кратко, да. Марина, добре ни дојде. Прво да Добро честитаме време, да ги честитаме празниците, односно среќен празник, Среќен Христос на вас. воскресе. Верувам дека изминативе денови се одморивте фамилиарно. Да, се одморивме фамилиарно, бевме малце во природа. Убаво беше. Празници како празници. Со најблиските најубаво. Така е. Ти си една од веројатно многуте кои што ги практикуваат великденските пости и тоа го напоменувам заради тоа што по социјалните мрежи постојано промовираше постни рецепти. Да. Сега овој не ни е посен со оглед на тоа што нели веќе завршија постите. Прво кажи ни зошто се одлучи за ова корнфлекс пита со спанаќ, нешто што често го правиш и го споделуваш за твоите следбеници. Значи, јас ја обожавам, Олег исто така ја обожава. Значи, многу е брза, многу лесно се прави, значи вкупно 20 минути е целата готова. Нема потреба за месување тесто, нема потреба од квасец. Че корнфлексот е добар поради тоа што во е без шеќер. Првен е безглутенски, подобар е за варење на желудникот. Луѓето кои што имаат инсулинска резистенција, затоа што гликемискиот индекс му е малце понизок, повише растителни влакна има, значи има повеќе придобивки него белиот шеќер. И стварно многу брзо, значи добро е за доручек, за вечера, за ужинка, за носење. Да. И ние најчесто кога одиме негде на пат, секогаш од дома сабале, Да. знам дека Олег нема шанси да ми го одбие. Секогаш дома спремам. Сигурна варијанта. Да, значи додека станам, додека пијам кафе, додека се средам, таа е веќе готова. Одлично. Па тоа денеска ќе им го презентираме на гледачите, па може да им представиме што се од намирници ни е потребно. Го споменавме корнфлексот, но имаме тука и останати работи. Да, значи имаме Постапката ќе ја јајца. видите за многу брзо. Јајца имаме, значи имаме јогурт или павлака. Добро. Имаме сирење, значи може да се користи фета сирење, може и тврдо сирење да се користи. По желба. По желба. Корнфлекс и спанаќ. Тоа е тоа, ништо друго не треба. Треба малце сол, малце пециво да се стави и одозгора, ако ставиме сусам, некој сончоглед или некакви семки, тоа исто секако по избор. По избор, да. Со оглед на тоа што споменавме начинот или подготовката е многу брза, колку време се пече? 15 минути. Значи 5 минути го правиме, 15 минути комплетно, го печеме. Да. Значи додека да пиете кафе или правите нешто друго по дома, можете да го направите и овој рецепт. Марина ни го донесе испечен во текот на вчерашниот ден, веројатно се направила Не, Сабајле го направи. Тоа вчера го зедовме. Да, тоа се ќе прашам затоа што велиш и Олег го проба. Сабајле го направи. Да. Добро, преминуваме на подготовка за да ви доловиме дека навистина е многу брзо и едноставно, а потоа процесот, односно потоа го ставате да се пече во рерна и тоа е тоа што го добивате. Марина, имаше ли проблем да се искористат великденските јајца овие денови? Не, кај нас дома не. Кај нас дома не, затоа што ние јадеме како и дали се покрај Великден е добро затоа што веќе се сварени, инаку вака секој ден скоро вариме јајца. Давид многу ги јаде. Белките повише затоа што нели имаат повише протеини, ама не беше проблем никаков. Како е во сала, се вратија ли полека вежбачите? Па да. Да ви кажам, цело време имавме гужба. Можемо малце периодов пред Великденот беше нешто намалено, меѓутоа не беше нешто страшно, така да има. Тоа значи дека се дисциплинирани оние кои што ги следат твоите совети и во поглед на вежбањето, но и во поглед на како и да е, треба на телото да му се даде воздишка. Да. Значи, јајцата ги матиме, даваме јогурт. Дали ова може да се замени со кисело млеко, например? Може, така? да. Добро. Може, слободно. Миксер не ви треба, со вилушка. Да, све со вилушка. Значи, многу е лесно и многу е брзо. Значи, бејби спанаќ користиме тука, нема потреба од претходно варење или запржување. Значи, богат е со железо, со витамин К, со калциум, со магнезиум. Значи, него само ќе земеме, ќе го исцецкаме, само една ножа ако сакаш да ми дадеш.
Предпоставувам дека наместо спанак некогаш може да се, не знам кој ќе ти биде подобро, затоа ти донесов две. Рачките од спанак никако не ги фрлете. Не. Некои луѓе Мој знаат. беби спанак е многу и нежен и лесен. Да. Јас и со рукола го правам, затоа што јас спанак пројадов многу брзо. Не, долго време не си конзумирала? Не знам зошто. Никогаш, например, пита со спанак никогаш не јам јадено. Мајка ми прави многу убави домашни пети. Од друга страна, па руколата е поинтензивен вкус и по-специфично. Ама ете, не. А рукола, например, јадам многу. Мајка ми, например, прави многу убави домашни пити и секогаш за мене имало посебно со сирење. Без спанак? Да, исто и вчера. Посебно имаше со спанак направено, посебно со рукола. Не, со сирење. Со сирење. Ја пак со спанак. Јас сега почнав да јадам. Кога сам ќе си приготвиш, најдобро. Од тогаш изгледа, кога сама ќе си ја направиш питата. Супер, а спанакот е како што спомена и ти, можеш еднаш да наведеме колку е богат нутритивно и колку е добро и во свежа варијанта, некои знаат, особено овој беби спанак, кој што е млад, да се стави во салата и да се конзумира и на тој начин. Може смути да се направи од него. Апсолутно. Да. Затоа што ете некои кои што не го конзумираат или не го сакаат толку многу со протеин, например, вкусот со протеин кој ќе измешаат. Да, и со други овошја воопшто не доаѓа до израз. Ете така. Добро, што ни е следно? Корнфлексот оди на крај или? Корнфлексот, можеме сега да го ставиме. Дали се стави сирењето ни уште значи, тука? Значи вака се, ако некој сака да знае количината колку е, само уште затоа сирењето, да. Не ја пишавме, не ја кажавме. Го немаме рецептот, но во глобала ова е тоа што го гледате и што Марина ни го подготвува. Значи имаме 4 јајца, имаме околу 50-60 грама корнфлекс и околу 200 грама павлак. Јас овдека ставив грчка павлака каде што има поише протеини, каде што во 100 грами има околу 10 грама. Јајцата исто така има доста протеини. Еве го измешавме, сега ставаме сиренце. Добро, ќе си го издробиме сирењето. Да. Споменав ми тоа може да биде по може да биде желба, фета, може да биде кој како си преферира. Да. Колку отприлика ние ќе го ставиме цело, Марина? Па јас ставам 70 грама, убаво толку, е, да. Убаво е, зависи, да. Да. Ја и со фета знам дека дома поише фета користиме ние, ама сега земав ајде тврдо сирење. Добро. Сепак сирењето си влие, да речам, на вкусот, на крајниот момент. И тоа е тоа. Значи, ја добивате смисата, потоа ставате во тавче за печење. Нема на колку степени? потреба од Не знам дали масло, за споменавме. 200. На 200. На 200 степени, 15 минути, се зависи од релната, може 20 да биде, а поише не. Добро. Пробуваме онака со чачкалица дали е готово или се знае дека се гледа дека нема потреба. Мислам нема што да не биде печено поради тоа што и комплексот и јајцата многу брзо се Тирмички кога ќе се обработат. Комплексот и свеж се јаде. Нормално, на јајцето малку му треба, спанакот исто така можете и свеж, така што Ја порано во аптека кога работев имавме многу гужва и немаш време за јадење, така комплекс ќе отворевме и го грискавме со колишката. Да, затоа што може да се јаде и така, се снаоѓаш, точно. Но после тоа си разработила уште многу идеи за тоа како може корнфлексот да се користи. Ние се уште ги паметиме тие крцкавите урми, кралски крцкави урми со полнети со корнфлекс, кои што беа навистина одлични. Сега на хартија за печење. Сега, се зависи од каква хартија се користи. Значи, ако може сакат, некои хартии лепат. Добро. Да знаете. Ако, например, имаат, не се сигурни, можат малце масло да стават и само со четка да ја размачкаат убаво низ хартијата, за да не им се залепи. За да не се залепи. Да. Добро. Што јас со вас не знам дека не ми се лепи. Знаеш дека не се лепи, дека е сигурен избор. Сигурен избор ми е, да. Да. Ете, како што можете да видите, навистина многу брзо Марина ни го подготви овој рецепт. Ова е смисата која што треба да добиете за оваа корнфлекс крцкава пита со спанак. Можете да ја комбинирате и со некој друг зеленчук, споменати со Јас со рукола сум ја правила, ми е била многу. Тоа е интересен момент да се проба заради специфичноста на вкусот на руколата. Блитва може да се стави. Блитва може, коприва, веројатно, сега актуелна. Може да се направи зеленчукова со патлиџан, со пиперка. Добро, може ли колеги да го снимите ова за да видите како тоа би изгледало? Како смеса? Сега од одгоре ќе ставиме малце суса.
И сега за многу брзо, нели, со магијата на телевизијата, ќе ја донесеме оваа пита во печена варијанта. Еве вака, ова кога ќе го ставите во рерна на 200 степени, ќе го добиете токму ова. Сега, Марина, може за скоро, ти ми го прати утрово на слика. Ти реков веднаш дека ми се пријаде. Многу убаво изгледа. Сега може да исечеме едно парче да веднаш да сервираме. Значи може да се јаде со јогурт, може да се јаде со павлака, може со салата. Може да си ја земете за ужина, може да си ја земете од денес за утре за на работа. Мека, убава, сочна, без масло, без ништо. Да. Одлично. Колку често знаеш да си ја направиш со оглед на тоа што е многу брза? Многу, да. А од луѓето кои што се секојдневно со тебе и ти ги практикуваат рецептите, ја користат и се задоволни, да, многу претпоставам. брзо се радесна, стварно е многу убава. Ќе ја пробате па ќе ми кажете. Да, апсолутно. Не се сомневаме затоа што ние ти споменавме од утрово, кога ќе ни дојдеш ти во студио, знаеме што следува, односно знаеме колку добар рецепт не очекува, а многу се радуваме затоа што секогаш е тоа избор на здрави намирници, нешто што може брзо и лесно да се подготви, затоа што сите нели сме во некоја трка со времето во овие последни години и верувам дека и тебе ти се предизвик вакви некои брзи рецепти. Најлесно. А од каде инспирација, Марина, секогаш? Пратиш некој по социјални мрежи или едноставно влегуваш во кујна, гледаш што имаш? Добро, тоа е веќе талент, да знаеш. Верувам, да, затоа што не знам никогаш и сум ви кажала, мислам дека некои рецепти кои ти ми кажат Марина го направивме тој рецепт од тебе и пример ја не се сеќавам. Значи мене тогаш ми дошло во моментот нешто во главата ми се десило и јас почињам да правам и не освен оваа пита со конфлекс, други пити ни една неам повторено. И секогаш е нешто различно. Оние со кори од хелда, затоа што кажа волек ми сака тие и тие знам да ги повторам. Ама друго, ништо неам повторено. Не знам, дури се враќам. Некогаш кога се го враќам профилот назад, викам, леле, откај ми текна во мене ова? Ама нема врска, моментално. Ама се било вкусно, се било инспирација моментална и тоа така веројатно треба многу од луѓето да функционираат, но не секој нели успева да се снајде во кујната, нели во поглед на тоа што се има од намирници, па како најправилно да ги искористи. Но затоа сме ние тука секогаш и секојдневно во оброкот на денот со разни соговорници да ви даваме нови предлози за тоа што можете нешто ново и интересно да промените во вашата секојдневна исхрана. А се надевам дека оваа корнфлекс пита ќе се најде многу почесто од многу причини, затоа што е здрава, затоа што е многу брза, како што можете да видите, и најмногу заради тоа што е многу вкусна. Марина, ти благодарам многу, како и секогаш, и за убавата енергија, и за убавиот рецепт. Само пред да те одјавиме, имаше проблем, претпоставувам не, после постот, полека да се вратиш на исхраната со оглед на тоа што првим повеќе салати конзумира, па полека да се вратиме на месото. Да, тоа е и совет за сите оние кои што го практикувале долгиот великденски пост. Ти благодарам многу и благодарам на вас. Не знам, нескромно, ама навистина едва чекам следна прилика со некој следен нов рецепт за кој што веќе нели дискутиравме и треба да биде представен за македонската јавност. Ви благодарам и на вам за вниманието. Доколку не успеавте да проследите се од рецептот, не заборавајте за многу скоро на YouTube каналот на Утринска на Телма ќе биде објавен и ќе можете секако таму да си го погледнете, да си подзапишете она што можеби не успеавте да го забележите сега. Останете на Телма, продолжува нашата утринска.